Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание ќе гледате. Германија директно се вклучи во диалогот меѓу Софија и Скопје. Во Берлин домакините Мас и Рот ги седнаа на иста маса Димитров, Османи и Захариева. Од некогаш најавуваната ултрамодерна спортска сала, во дворот науки остана објект исполнет со шут и уништена опрема и инсталација. Ова здание државата ја чинеше 2,5 милиони евра, а досега ниту виде студенти, ниту спортски надпревари, ниту пак Уким го оствари планот да ја издава. Зошто полицијата запленува символични количини хероин и кокаин? Дефинитивно, корумпирањето најчесто и договарањето оди преку царинските служби и преку полициските служби. Се прават сериозни планови и имаме постојано приведување на дилери, односно на организирани групи. 10 години по упадот во Ајден, Рамковски и другите осудени бараат ново судење. Ама неќе ме ќе поќе да издржувам. Ја сакам правото и правдата. Судот веќе обезбедил мислење од обвинителството и треба да пресече. Германија најдиректно се вклучува како олеснувач во диалогот меѓу Северна Македонија и Бугарија. Германскиот министерски двоец Хајко Мас, Михаел Рот, денеска во Берлин на иста маса ги седна вице-премиерот и шефот на дипломатијата Никола Димитров и Бујар Османи од една страна и бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева од друга. Председавачот со Советот на ЕУ посакува успех и одржување на првата меѓувладина конференција со земјава во декември, за што е неопходна согласност од Бугарија. Повеќе за овој дипломатски напор на Берлин, Владимир Мирчевски. Бурно попладни вечер во Берлин на состанокот меѓу македонскиот министерски двоец Димитров, Османи и шефицата на бугарската дипломатија Захариева со посредство на германските министри за надворешни работи за Европа, Мас и Рот, велат извори на 360 степени. Се бара решение за бугарските позиции во однос на предлог преговарачката рамка што изготви токму германското претседателство со Советот на Европската унија. Во фокусот именувањето на јазикот во рамката, но и во другите документи на унијата во иднина. Според нашите извори се бара начин како да се задоволат позициите на двете страни. Македонската, која не отстапува од именувањето на јазикот како македонски и никако поинаку, и бугарската, за која македонскиот јазик е писмено регионална норма на бугарскиот. Наводно намаса е компромис кој Скопје и Софија можат да го сметаат за прифатлив и кој ќе го отвори патот кон одржување на првата меѓувладина конференција Европска унија Северна Македонија во декември. Бугарија би вложила едностранна изјава кон преговарачката рамка, а Северна Македонија би декларирала дека македонскиот јазик е кодифициран 1944-45 година. Нема многу време за договор, бидејќи веќе идниот вторник на 10 ноември министрите за европски прашања на земјите членки на ЕУ треба да разговараат и да ја усвојат преговарачката рамка за земјава. Бугарски медиуми вечерва јавија дека премиерот Борисов ја пратил Захариева во Берлин со тврди позиции за Северна Македонија. Во очекување на официјални информации за текот и исходот на преговорите вечерва во Берлин, разговара со известувачот за Северна Македонија во Европскиот парламент Илхан Кјучук, европратеник од Бугарија. Тој смета дека има време и можности за компромис, иако остануваат уште неколку дена до клучното заседание на Советот на Европската унија. Така че аз виждам възможности и наистина трябва по най-добрия начин да се възползваме от това, че Германия е председател на Европейския съюз в момента. Едва ли бихме имали толкова силен застъпник на европейската идея, на европейското разширяване от канцлера на Германия Ангела Меркел. Това е уникален момент, който целият регион трябва да го използва като възможност да отиде една идея по-напред, една крачка по-напред в своята интеграция. Не бих искал да си представям какво може да стане, ако се провалим. Това означава провал на всички. Включително и провал на моите напани за това да доближи Република Северна Македонија по-близко до Европейския съюз. Сепак, дури и да се најде начин за надминување на моменталната пречка, ќе останат разликите меѓу двете земји кои ќе ги оптоваруваат билатералните односи, но и пристапните преговори на Македонија. Бугарија, како земја членка на Унијата, ќе ја задржи можноста за блокада во кој било момент од пристапниот процес. Спортската сала во кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, наместо свртилиште на студенти и спортисти, е собиралиште на наркомани.
Поради спор меѓу инвеститорот, Владината агенција за млади и спорт и фирмата изведувач, објектот во кој се вложени 2,5 милиони евра народни пари пропаѓа. Згора на се, изведувачот ја добива агенцијата на суд и пред неколку недели успева преку извршител да ја наплати 810.000 евра, што го доведува во прашање функционирањето на оваа државна институција. За случајот кој очекува разврска на Врховен суд, Славица Филиповска. Македонија ја доби најмодерната универзитетска спортска сала во својата историја. Објектот е енергетски ефикасен и опремен со паметен систем за загревање. Има капацитет за 800 гледачи. Инвестиција која што во последниве 70 години на универзитетско спортско ниво се нема случајно во Република Македонија. Прв ваков објект кој што ги исполнува сите меѓународни стандарди за меѓународни надпревари. И ова ќе се предаде на располагање на универзитетот, собственост на универзитетот. Ние сме веќе во завршна фаза, значи тврдата градба веќе е завршена. 7 години подоцна оваа спортска сала се уште не е официјално пуштена во употреба поради судски спор на фирмата што ја градеше со Агенцијата за млади и спорт. На последните избори Дарко Каевски стана пратеник од редовите на СДСМ, откако 2,5 години беше директор на Агенцијата за млади и спорт. Од тогаш датира и неговата поврзаност со салата во кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, објект кој иако беше пред отворање, сепак не проработе. Спорот, вели Каевски, датира од периодот пред да стане директор, а причината е тоа што изведувачот Алкон проект поднел времена ситуација за која барал исплата, но агенцијата не ја прифатила. Службите ме алармира и потенцира за одредени недоследности, кои што јас во истиот момент ги алармирав и во истиот момент ги посочив. Времените ситуации се доставени и тие не беа исплатени затоа што имаше одредени недоследности. Пред да бидам јас директор, беа доставени. Алкон проект ја добила работата на тендер. Градежната фирма требало да ја изгради салата за околу 2,5 милиони евра и по завршувањето на одреден дел од градежните работи испраќала времени ситуации. Попис и фактура на се што е сработено во таа фаза. Агенцијата ги платила првите две времени ситуации, но спорот настанал кај третата. Алкон проект во декември 2013 првично побарал 735.000 евра за третата ситуација, која Агенцијата за млади и спорт ја примила, но не ја платила. Исплатени се 290.000 евра, откако третата времена ситуација била коригирана во јуни 2014 година. Причината за корекцијата, тврдат од агенцијата, е тоа што во оригиналната трета времена ситуација имало надувани бројки. Например, дел од материјалот наместо во квадратни метри бил прикажан во кубни. Така не мислел изведувачот, па ја тужел агенцијата во 2018 година и го добил спорот. Тетовскиот основен суд земал предвид дека агенцијата ги примила и потпишала сите времени ситуации, вклучувајќи ја и спорната. Тужителот кој за извршените градежни работи водел градежни дневници, градежни книги и времена ситуација која уредно била потпишана од тужителот, тужениот и надзорниот орган, има право да бара исплата на долгот заедно со законска камата. Судот ги имаше предвид наводите на тужениот дека со извршената уплата во износ од 291.000 евра по основ на утужената трета времена ситуација, во целост била исполнета обврската и дека утужената трета времена ситуација не била во важност. Меѓутоа, ваквите наводи овој суд ги одби како неосновани. Со други зборови, Основниот суд не признал дека има трета коригирана времена ситуација, што потоа го потврдил и повисокиот суд, гостиварска апелација. Главната причина и таму е фактот дека се е потврдено со подпис на надзорниот орган. Зарем надзорот не увидел дека... Јас ви кажав и претходно, не сакам дополнително, бидејќи процесот е во фаза каде што се спроведува, дополнително сметам дека треба да се даде јавност на случајов, затоа што јас како директор лично и службите детектира голем број недоследности кои што треба да се исправат, но секако не на штета на Агенцијата за млади и спорт како што е во моментот. Велите недоследности, но случајот поминува на Основен суд Тетово, поминува и на апелација. Како е можно ако велите дека фирмата не е работела според договореното? Јас секако не би навлагал во веродостојноста и во судските одлуки кои што ги дале одредени судови, но сепак велам дека одредени факти
и одредени состојби, докази и одредена аргументација која што ја посочила Агенцијата за млади и спорт не е земена во предвид. По одлуката на апелација, пресудата станува правосилна. Фирмата Алкон Проект патен во тој момент е во стечај, па на Агенцијата за млади и спорт брзо и тропнува извршител со барање за исплата. Од основниот долг од 440.000 евра, со камата, парнични трошоци и извршителска награда, износот за наплата стигнува до околу 810.000 евра. Трансакцијата на парите кај извршителот се случува на 10 септември годинава, во момент кога со агенцијата раководи ВД директорот Измит Нуриот Дуи. Отикаевски во меѓувреме станува пратеник. Дел од медиумите трансакцијата ја нарекоја рекордна исплата на извршител во еден ден. Сега случајот е на Врховен суд, каде Државното правобранителство во име на Агенцијата за млади и спорт иницирало вонреден правен лек – ревизија на пресудата на гостиварска апелација. Од највисокиот суд се бара приоритетно да одлучи за евентуално да не се пропушти можноста за враќање на парите преку Институтот против извршување. Иако парите се легнати на сметка на извршител, правобранителство побарало тие да се замрзнат за период од 90 дена, додека Врховен не се произнесе. Рокот истекува во ноември, до кога правобранителството се надева дека највисокиот суд ќе пресече. Од Врховен за 360 степени потврдија дека предметот е стигнат и дека се постапува по него. Новиот директор на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски од СДСМ, има 810.000 евра помалку во касата, нема готова сала за УКИМ. Тој стравува дека извршувањето ќе остави последици врз целокупното работење на агенцијата, на која и онака со ребалансот на буџетот поради COVID-19 и се скратени средства. Секако е ова голем удар, пошто нели тие се од тековни пари за работење на самата агенција, од плати и све тоа. И тоа е баш голем удар за агенцијата, пошто во оваа пандемија се не можеме да бараме ни дополнителни средства. Мојсовски очекува Врховниот суд да ја спаси агенцијата. Ако веќе Врховен пресуди, нели тоа е крајната дистанца, сега јас ќе барам одговорност да видам зошто вака дошло до ова. Веќе побарав да се направи еден пресек, една ревизија, да видиме до каде е работава со сите вакви работи, дали има некој слично до ова, да не ни изненади пак. 360 степени се обрати до фирмата Алкон Проект за да ја слушнеме и нивната страна за судскиот спор, но одговор од таму не добивме. Само телефонски стечајниот управник ни кажа дека фирмата излегла од стечај со план за реорганизација, но салата се уште не е во владение на Агенцијата за млади и спорт. Екс-директорот на агенцијата Дарко Каевски вели дека не сакале да ја преземат салата, оти Алкон Проект не ги завршил сите работи предвидени со договорот, па не можеле да направат технички прием и да ја предадат на Универзитетот Свети Кирил и Методи како крајен корисник. Директорот на агенцијата, кога договорот се реализирал, Маријан Спасевски од ВМРО ДПМН, вели додека тој бил начело на институцијата, немале долг што би било основа за тужба. Во меѓувреме, од некогаш најавуваната ултрамодерна спортска сала, во дворот на УКИМ остана објект исполнет со шут и уништена опрема и инсталација. Ова здание државата ја чинеше 2,5 милиони евра, а досега ниту виде студенти, ниту спортски надпревари, ниту пак УКИМ го оствари планот да ја издава. Објектот е руиниран и со отворени врати. На толку потрошени пари во празно, прашање е колкава е вредноста сега и кој повторно би инвестирал за салата конечно да послужи за тоа за што беа потрошени милиони евра народни пари. Следуваат реклами по кои ќе гледате. Зошто полицијата запленува символични количини хероин и кокаин? Дефинитивно, корумпирањето најчесто и договарањето оди преку царинските служби и преку полициските служби. Се прават сериозни планови и имаме постојано приведување на дилери, односно на организирани групи. 10 години по упадот во Ајден, Рамковски и другите осудени бараат ново судење. Ама неќе ме ќе поќе да издржувам. Сакам правото и правдата. Судот веќе обезбедил мислење од обвинителството и треба да пресече.
Борбата против незаконската трговија со дрога во земјава како да е сведена само на борба против трговија со марихуана, понекогаш и за комични количини од само неколку грама. Години наназад и во време на актуелната и на претходната власт, запленетите количини хероин и кокаин се повеќе од символични. Корумпирањето полициски и царински службеници, но и политичари е главната причина за малите заплени, велат експерти. Петар Клинчарски истражуваше. Лани на 11 мај, како бомба одекна веста дека полицијата уапсила неколку дилери на хероин и кокаин, а при тоа ги дознала и нивните клиенти. Адвокати, директори, банкари вработени во јавна администрација, но и менаџери на кафе, барови, ноќни клубови и ресторани биле редовни клиенти кои набавувале кокаин од организираната криминална група. Имињата не излегоа во јавност, а и не се дозна колку точно дрога е запленета. 7 месеци подоцна во декември се случи следната голема наркоприказна во земјава. Уапсена е актерката Силвија Стојановска за обид за шверц на 700 килограми кокаин. Случајот, изграден со меѓународна соработка, не резултираше со заплена на дрога во земјава. Силвија Стојановска е опишана како соработник и преку неа се пренесувани значителни суми пари. Действувала како логистика, а со таа цел во текот на летото патувала и во Шпанија. Повторно со меѓународна соработка, македонската полиција во февруари годинава најде кокаин во Крушопек, скриен во пратка банани од Колумбија. Првичниот балон дека станува збор за заплена на 1,3 тони кокаин од полицијата, тогаш предводена од министерот во техничката влада Наке Чулев, се издиша веќе следниот ден. Во скопското село Крушопек беа откриени и запленети само дел од целокупната, односно 1 килограм кокаин, кој што според првичните информации, како што кажав, е дел од поголема количина која требало да заврши во нашата држава. И додека МВР нема многу со што да се пофали кога е во прашање хероинот и кокаинот, речиси секој ден во билтенот има апсења и заплени за марихуана. Дали е точен заклучокот дека на македонската полиција не и оди добро борбата против тешките дроги? Во Центарот за зависници во кисела вода, најголем дел од зависниците во Скопје ја примаат својата метадонска терапија. Во дворот нема голема раздвиженост, најверојатно поради COVID-19 епидемијата. Нема нови податоци колку наркозависници има во моментов во земјава, а последните официјални од 2017 година се дека 6750 лица инјектираат хероин или метадон. Иако невидливи, тие и во моментов се борат со зависноста. Невладината организација ХОПС активно помага во превенцијата од дроги во 13 општини во земјава. Според Владко Деков, ако секој зависник користи по 0,25 грама хероин секој ден во годината, тоа значи дека на домашниот пазар се тргуваат околу 600 килограми хероин. Толку тежи пазарот во Македонија. Таа е, да кажеме, најмаксималната количина на хероин кој што треба да се внесе во нашава земја. Искрено сметам дека количината веројатно е и помала, затоа што голем дел од луѓето кои што употребуваат хероин, посебно оние кои што се долгогодишни, знаат да наместо хероин да употребуваат метадон, а освен метадон и бензодиазепини. Истите тие субстанции тие ги миксаат, ги комбинираат и ги инјектираат. Колку е успешна полицијата против трговијата со хероин, може да се види ако се вкрсти претпоставената потрошувачка со податоците за запленетата дрога кои ги обезбеди 360 степени. Црвената линија представува вредност од 600 килограми годишно, додека сината линија е количината која полицијата ја запленувала секоја година. Се поголемата разлика значи дека МВР се потешко фаќа значителни количини. Или по години, во 2010 МВР фатило 37,1 килограм хероин, следната година 23,7 килограми, па 55,3 килограми во 2012 година. Потоа во рок од 4 години, заплената на хероин паѓа до комични количини, 800 грама за 2016 или 730 грама за цела 2019 година. Годинава, иако не завршена, за прв пат по 5 години МВР покажува пристоен резултат од близу 10 килограми запленет хероин. Прашани за коментар на трендовите, од МВР велат дека работат посветено. Ние реално работиме на сузбивање на нелегална трговија со сите наркотици. Значи, не правиме разлика дали да се преферира било кој од нив. Напротив, значи,
се прават сериозни планови и имаме постојано приведување на дилери, односно на организирани групи кои што се занимаваат со нелегална трговија со дрога. Додека МВР тешко се справува со хероинот, на пазарот е се попопуларна друга дрога – кокаин. Според Хопс, го земаат и средношколци и тој се почесто е прва дрога на употреба, дури и пред марихуаната. Трендот на зголемување ни покажува дека не исклучува луѓе кои се богати користат веќе кокаин. Тоа беше така во минатото. Сега 1200 денари, многу често луѓето знаат да си дозволат да користат кокаин само преку викенд или само еднаш неделно или еднаш во 2 недели. Во претходните години тоа не беше случај. Хопс нема проценка колку тежи пазарот на кокаин во земјата, но податоците за заплените се чини дека се реплика на состојбата со хероинот. Најголемите заплени, ако можат да се наречат такви, се од пред 10 години. 2 килограма во 2010 и 1,5 килограми во 2011 година. Од тогаш па се до годинава, вкупните годишни заплени се бројат во грамови. Меѓу нив 15,3 грама запленети за цела 2013 година или 70 грама запленети за цела 2015 година. Годинава повторно е надминат прагот од 1 килограм, но ако се одбие кокаинот од Крушопек, фатен со меѓународна полициска соработка, бројките се во рамките на просекот. Од МВР и за овие податоци се на ист став, се борат еднакво против сите дроги. Апсолутно, полицијата работи на сузбивање на било каква недозволена трговија со дрога. Се разбира, зависно од тоа за каква дрога станува збор и за каква група организирана која што работи со таа недозволена трговија со дрога, се преземаат соодветни мерки. Кога станува збор, на пример за кокаинот, ние имаме повеќе меѓународни акции во кои што голема заслуга има македонската полиција, а во овие акции се санкционирани и македонски граѓани, значи. Универзитетскиот професор Злате Димовски има своја теза за ваквите состојби. Неговото објаснување вели, можеби не е коректно, но е факт. Сега веќе мора да кажеме дека во самите криминални организации едноставно членуваат или се плаќаат добри луѓе кои што знаат, ги знаат процесите, ги знаат сите елементи, структурата на полициските служби, поставеноста на дури одат до тоа да знаат и кој е на смена во одреден временски период кога треба некој да помине. Дефинитивно, корумпирањето најчесто и договарањето оди преку царинските служби и преку полициските служби. Можеби не е коректно што го кажувам ова од аспект на полицијата или на царината, меѓутоа сепак факт е дека такви процеси постојат. Последниот елемент е и самото корумпирање на политичарите. И додека на МВР тешко му оди борбата со хероинот и кокаинот, полицијата бележи растечки успех во борбата против трговијата со марихуана. Во 2010-та, например, биле запленети 459 килограми марихуана, следната година 286 килограми, а во 2012 година вкупно 784 килограми. Во тие граници се бројките и за другите години, се до 2017-та, кога МВР запленил 1,5 тони. Близу 1 тон е запленети лани, а годинава веќе се запленети 1,3 тони. Објаснувањето на полицијата е дека најмногу се фаќа марихуана, бидејќи најмногу ја има. Пред се, во нашата држава највеќе се консумира нелегално марихуаната и пред се, затоа што е според цената најдостапна, но и поради другите причини кои што веќе ги знае јавноста. Се разбира, полицијата санкционира било какво недозволена трговија со дрога, но точно е дека најголеми количини се на марихуана. За работата на МВР против трговијата со дрога во неколку наврати реагираше и ВМРО ДПМНЕ. Па опозицијата ја соочивме со фактот дека кога се во прашање тешките дроги, бројките во нивниот последен мандат биле полоши од сегашните. Партискиот портпарол вели, тоа е резултат на претходниот успех. Посериозните заплени кои што ги има правено Министерството за внатрешни работи кога било под водство на ВМРО ДПМНЕ, значело и пресекување на каналите кои што подоцна е многу тешко да ги обноват наркодилерите. И затоа стапката на заплена била многу помала, да речам од некои екзибиционисти кои што се обидувале да повторно воспостават трансфер на наркотични, нелегален трансфер на наркотични средства. Арсовски признава дека МВР сега работи повеќе против незаконската трговија со марихуана.
но вели дека за тоа има друга причина. Многу од оние луѓе кои што одледуваат марихуана во Република Македонија немаат каде да ги пласираат своите производи кои што ги произведуваат. Конкретно мислам на онаа хиперпродукција на лиценци за марихуана с фирми кои што ги добија, произведуваат, а немаат каде да ги продаваат своите производи. Имаше еден сомнеш кој што беше поставен из медиумите дека можеби дел од тие компании продаваат на црно. Сите знаеме дека тие компании, најголем дел, за кои што јавно говоревме, се поврзани со структури од власта или блиски до структури на власта. Така да можеби и да има еден, да речам, на некој начин картелски судир, каде што Министерството за внатрешни работи ги сузбива сите оние, да речам, го сузбива оној ланец на марихуана кој што шверцува низ држава, за да остави простор другиве така наречени легални компании кои што продаваат нелегално на црн пазар, но не е докажано и не е истражено, зашто би требало јавното обвинителство да истражи, за да може полесно да помине на пазарот. Таквите коментари се небулозни и несериозни. Значи, марихуана се запленува со години наназад. Без разлика кој е на чело на Министерството, од самите статистики ќе видите дека марихуана се запленува постојано, така што апсолутно се небулозни таквите коментари. Настрана од политиката, универзитетскиот професор Димовски вели дека веќе се работи на нови модели кои ќе ја подобрат борбата против трговијата со дрога. Тие подразбираат поорганизирана соработка и размена на информации меѓу единиците во полицијата и другите институции. Нашиот факултет за безбедност веќе има неколку програми, предметни програми во рамки на студиските програми, како ние да го развиеме тој процес на разузнавање, што треба да се превзема, што да се прави, и мислам дека тој процес ќе трае, малку ќе биде подолгорочно, но ќе мораме да се вклопиме во таквите начини на работа. Ако пак се спојат бројките за сите апсења, без разлика дали фатените дилери продавале марихуана, кокаин или хероин, генералната слика е дека земјава бележи напредок. До пред 3 години, вообичаено биле регистрирани околу 600 сторители годишно кои незаконски произведувале, продавали или овозможувале употреба на дроги. Лани таа бројка е речиси 900. Но како што покажуваат податоците, напредокот се должи пред се на успехот во борбата со марихуаната. Ако има подобрување против тешките дроги, напредокот ќе се види откако ќе се отворат центрите за зависници. Ако се намалува бројот на оние што бараат помош и лекување, тоа ќе биде показател дека нешто тргнало напред. Но дури и да е така, алармот ќе продолжи да свети силно црвено. Во ноември 2010 година се случи еден од настаните кои имаат место во колективната меморија на земјава. Упадот на полицијата кој ќе резултира со затворање на А1 телевизија. 10 години подоцна темата се враќа во јавноста. Судот е пред одлука дали да одобри или да одбие повторување на судењето за случајот кој тогашниот врв на МВР го нарече пајажина. Сторијата е на Зоран Јовановски. Пушти го човекот! Пушти го човекот! Ноќта на 25 ноември 2010 година, полицијата упадна на Перонаков 60, адресата на која се наоѓаше А1 телевизија. Првичното објаснување е асистираат во контрола за финансиски злоупотреби во фирмите на Велија Рамковски, иако во тоа време од денот работат само новинарите. Тие беа добро организирани настани од криминално-засторничката организација која направи Груевски. Еден месец подоцна, Рамковски е приведен. Диктатурата на дело! Малце назад. На Груевски демократијата! Еве ова! А потоа и речиси целото негово семејство и соработниците. Не очекувавме во ниеден момент дека ќе се апсат 23-ца, дека ќе се оди на фамилии, дека ќе се оди на ќерка, на внуци, на син. Додека МВР и обвинителството го градат случајот Пајажина против 23 управители и основачи на фирми на Перонаков 60, во јануари 2011 година е блокирана сметката на телевизијата. Новинарите отвораат студио пред владата.
Власта ја затвора А1 телевизија. Во јули згаснува фреквенцијата, а со тоа и најголемата телевизија во земјава. Неполна година подоцна, на почетокот на 2012 година, паѓа првата пресуда. Од вкупно 23 обвинети, 20 се осудени за затајување данок од над 5 милиони евра и други дела. Тотална правно силување, правна екзекуција заради крајната цел да се затвори А1. Семејството Рамковски никогаш не отстапи од тврдењето дека Пајажина е политички монтиран случај, за да се замолчи медиумот кој беше гласен критичар на владата на тогашниот премиер Никола Груевски, но неодамна почна и формален обид да ја докаже својата вистина. Десет години по случувањата во А1, поранешниот собственик на телевизијата Велија Рамковски бара повторување на постапката. Перонаков 60 сега изгледа руинирано, но и на него и на ќерка му Емел не им изгледеле сликите од минатото. Емел, 2 живота да ги живеам, не можам да заборавам 2 слики. Едната кој ќе доаѓав, ги гледав новинарите тука, секој пат беа тие заедно. Втората слика ми е ужасот со нападот на полицијата. Причината што Перонаков 60 сега е руина е предметот со име Пајажина. Рамковски и уште 22 други лица кои беа основачи и управители на фирми на истата адреса беа осомничени за злосторничко здружување со цел измама, перење пари, затајување данок. 20 од нив беа и осудени бидејќи со дејствијата избегнале плаќање на над 5 милиони евра данок. Еден од 20 осудени на кого случувањата во А1 за секогаш им го сменија животот е и поранешниот директор на телевизијата Дарко Перушевски. Таква брутална употреба на сила, на цел државен врв синхронизиран за да уништи еден медиум, а при тоа да настрадаат 20 на фамилии, е нешто што мислам дека оваа земја не го памети. И не треба да се случува било која демократска земја. И по една деценија, се уште може да се најдат снимките како инспекторите со помош на полицијата прават претреси на Перонаков. Објаснувањето беше дека собираат докази за финансискиот криминал за кој се товареа осомничените. Сите документи ги зедоа, без да направат попис. Сите компјутери ги зедоа, без да се започнат према законите, треба да се запечатат и да се отпечатат во присуство на нашите. Тие претреси ќе доведат до тезите на обвинителството за организиран криминал, предводено од Гордана Ѓешковска, дека осомничените лажно прикажували извршени услуги, наводни продажби, повеќекратни плаќања на фактури, неовластени позајмици, со цел да избегнат данок или да перат пари. Ние бевме помирени дека сме осудени. Ние само не малтретираа тие нивниот театар што го спроведува на 60 рочишта. Тоа беше изживljавање. Немавме можност да се браниме, немавме можност да коментираме. Седи, не е така, седи, не може, седи. Тоа беше реакциите, тоа беа на судиката. Не смееш да се браниш, не можеш да се браниш. И после неколку рочишта веќе сваќаш дека не ти дава право да се браниш, едноставно се повлекуваш на позиција на статист да гледаш што ти испланирале. Видите, тоа не би го нарекол нефер судење, тоа беше правно силување, едноставно. Значи, од самиот чекор на определување притвори, од целата конструкција што се направи на брзака за тие 3 месеци. Според Рамковски, обвинителството во ниту еден момент не извело докази пред судот за делата што им се ставале на товар. Ниеден документ на цело судење немаше оригинален финансиски документ, ниеден. Све беа од Excel, све на компјутер одработени и тоа го презентира. Немаше фотокопија на документ. Значи сите документи што ги зедоа, ги снема. Тие не знаеа ни за каков долг зборуваат. Тоа беше некој измислен долг, не можеа да се договорат меѓу себе за сумата, колкав е долгот. Ние тоа во судница го гледавме. Цифрата цело време скокаше, растеше, нагоре, надоле, за да се затвори А1. За да владеат на начинот на кој што планираа да владеат без пречката, голема А1.
Вкупно 109 години за дрешетки, добија 19 мина осудени на затворски казни. Велија Рамковски 13, по 6 брат му Амди и ќерката Емел. Синот Хеди, кој се уште е во бегство, 7 години. Директорот Дарко Перушевски го осудија на 5,5 години. Еден осомничен доби условна казна, а тројца беа ослободени. Рамковски вели дека по излегувањето од Идризово ангажирал нов адвокатски тим и во јануари годинава до судот го доставил барањето за повторување на судењето. Според Законот за кривична постапка, има 6 основи по кои една судска постапка може да се повтори. Кои ви се главните аргументи изложени во барањето за повторување на судењето? Неизведени докази, материјални докази на судењето. Оригинални документи книговодствени, запленети и најдени во судот. Сега нашиот адвокат влезе со дозвола на судот, влезе во подрумите на судот, најде оригинални документи. И тоа е во основата покрај бомбите за нашиот заклев за повторување на процес, затоа што на тој процес немаше документи. Тврдиме дека тие другите, малтене 90% од тоа се што е одземено, дека е клучно за да се дојде до вистината. Правната основа во барањето е буквално тоа дека се криени докази. Рамковска вели дека со барањето за повторување на судењето доставени се и транскрипти од нелегално прислушувани разговори кои се однесуваат на случајот А1. Е овде кафето се вареше. Меѓу нив се и овие што излегува во јавноста. Значи тие како транскрипти веќе во судот во нашето барање фигурираат од 27 јануар оваа година. Барањето за повторување на постапката Рамковски го поднел до Основниот кривичен суд Скопје. Од судот за 360 степени велат дека се постапува по барањето. По добивање на барањето, тоа веднаш е доставено на мислење пред надлежното обвинителство. По добивање на мислењето и неговото комплетирање, барањето од неодамна се наоѓа на разгледување и постапување пред надлежниот кривичен совет. Поради ковид епидемијата, судот им дава предност на итни, неодложни и притворски предмети. Кога кривичниот совет ќе донесе одлука, странките ќе бидат веднаш известени, велат од кривичен. Ама неќам веќе поќе да издржувам. Сакам правото и правдата. Зар не е права реформа примената, реформа во судството, што налага Европска Унија, баш отварање на случајот на А1? Надеж има и верувам дека пошто ние бараме ништо повеќе но повторно судење, не сакаме никој да не прогласи за невини, значи ништо тешко, сакаме само повторно судење. Ако добијам повторување на постапка, тоа значи дека за некој број на денови Хеди ќе се дојде дома. Таа е таа слика што ја има. Хеди како доаѓа дома. Одиме на уште едни реклами, а по нив е саботажата. Останете на Алсат. Откако силно се зацапа во таа несакана врска, ама со упорно инсистирање дека не е потребна никаква заштита. Слободната продажба на препарати за проверка на состојбата е безпредметна, бидејќи веќе се гледа стомакот до уста. Ова не се тестови за бременост. Мислам, ако некој мисли дека такви тестови за бременост оди купи и тестирај се дома, малце е грешна работата. Споредбената анализа покажува дека една од клучните грешки е непочитувањето на сообраќајните правила која предизвикува непријатен судир со ултрабрзиот и невидлив шлепер, препол со опасна заразна материја. Зошто носите појас? За ако некоја будала те тресне или ти се треснеш некаде, за да не се утепаш. И некој ќе па не морам да носам. Па не носи бе батка. Импресионирањето од авторитети кои командуваат со таквиот антифронт на социјалните мрежи преку слободни интерпретации на состојби во кои немаат никаков овид, дополнително го неутрализира дејството на најважното, на превентивата. Значи има некој кој што обичајува да седи дома и да коментира и да пишува статуси на Facebook. На Facebook не се дели паметни. Не сакам да увредам никој што пишува статуси на Facebook. Има и нормални луѓе што се, меѓутоа има и многу ненормални. Таа хипноза завршува во моментот кога секој од тие со чудни толкувања на реалноста лично ќе се соочи со неа. Тогаш за жал паѓа во неговите раце
па нема што друго и да прави, освен да ги крене и да му се предаде. И вие да дојдете кај мене ќе ве турам во ред. Ама вие, јас сум познатиот новинар. Не бе батка, не ме интересира кој си. Таа најнепосакувана средба со него вреди да се избегне, бидејќи постои реална опасност за која дури и тој самиот, врз основа на јасно себеспознание, вели дека може да предизвика дополнителни компликации по оној кој ќе му се најде на патот. Во една куќа, дали знаете сите греди дека се исто квалитетни? Или секоја арматура е исто квалитетна? Дека секој од нас навидум вака као ја ви изгледам здрав, ама не сум здрав. Зошто? Па има внатре откачени штрафови. Мора да се проба, да се престегне и да се прештелува не само секој што има мака со цврстината, туку целиот систем, бидејќи пречка за напредокот. Повеќе нема да ни биде некој од соседите, туку кабает ке сме самите. Да не дојдеме во состојба, ако сега велиме 4,9% ќе се намали GDP за оваа година, да не дојдеме 20 или 30%, па не 1 милиарда, уште 5 милиарди да ни требаат кредити. Нема да можеме да обстанеме како држава. А нема ништо полесно од тоа. Ако сме под закана дека Европа пак ќе не блокира, тоа не значи дека треба да продолжиме да се однесуваме како балканци. Франција, Шпанија, Италија, Германија задолжително носење на маска, па гледате дека сите почитуваат. Сите почитуваат, ова е Македонија, она е тамо Шведска, она е тамо Германија. Таму и нашите луѓе кои ќе отидат најголеми германци и швеѓани се, зашто сите почитуваат. И на крајот. Значи, ако мислите дека Жарко не размислува, Жарко размислува повеќе од сите. Се ќе заврши кога тој ќе престане да мисли за нас, односно кога ние ќе почнеме да мислиме, ако не на другите, барем на себе. Пријатно на крајот на уште едно издание на 360 степени. Следното е в петок од 22 часот. Останете на Алсат и погледнете ги и вестите на македонски јазик.